Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот, напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. खुदा से चाहिए है लो लगानी खुदा से चाहिए है लो Не само што ова било предскажано во сите книги на пратениците, туку и разборитоста го бара следното: кога две силни и спротивставени привлечности се судрат, една од нив мора да ја надвладее другата, или двете мора да бидат уништени. Во согласност со описот кој се наоѓа во книгите на пратениците, се случувало следното: кога поминале 1000 години после Иса алейхи селам, периодот во кој, според предскажувањата, шејтанот останал во окови, злите сили почнале да се утврдуваат на земјата. Тоа било определено време, после кое исламот почнал да опаѓа со оглед на неговите благородни принципи. Неговиот духовен напредок застанал и неговите овосветски победи престанале. Кога исламот е роден, во тоа време шејтанот бил врзан во ланци. И така морало да биде, бидејќи тоа е она што пратениците од давнина го предскажале, дури и Иван Духовник, а неговиот пат почнал кога шејтанот бил ослободен после 1000 години и исламот престанал понатаму да напредува. После тоа сите видови шејтански активности пуштиле корен и дрвото на злото почнало да расте на земјата, додека некои од неговите гранки не го исполниле истокот, некои ги достигнале најоддалечените тврдини на западот и некои се расшириле на север и југ. Онака како што и некои надворешни случувања покажале дека периодот на шејтановото затворање е 1000 години, периодот на неговата слобода е исто така 1000 години, како што предскажале пратениците, и тој се приближува кон крајот на постанокот на 14 век по хиџра. Овие 1000 години треба да се сметаат според божествениот или лунарниот календар, бидејќи во согласност со тој систем евреите и муслиманите биле поучени да го одредуваат времето на исполнување на предскажувањата. Сметањето базирано на сончевиот календар е човекова новотарија и делува против толкувањето на верските списи. Ова накратко се конечните денови на шејтановиот дозволен определен рок. Тие навистина веќе поминале, бидејќи веќе поминале 20 години од постанокот на овој век по хиџра, кој го означува крајот на шејтановиот период и слобода. Тој, меѓутоа, не сака да биде лишен од својата моќ и борбата помеѓу двете сили е неизбежна. Тоа било одредено од почетокот, а Божјата реч никогаш не може да биде невистинита. Друго сведочење кој покажува дека ова се деновите на конечна борба е во тоа што 6-тиот милениум од раѓањето на Адем, во кој требало да се појави втор Адем, исто така поминал. Бидејќи 6-тиот ден е ден на раѓање на Адем и според книгите еден ден символизира 1000 години, мора да прифатиме дека вториот Адем веќе се појавил во согласност со Божите ветувања, иако се уште во потполност не бил препознат. Исто така мора да веруваме дека местото кое Бог го одредил
за негово појавување е на исток, а не на запад. Бидејќи на Адем му било дадено живеалиште во градината на исток, вториот Адем исто така морал да се појави во источната земја, со цел да ја одржи својата сличност со првиот. Муслиманите и христијаните се еднакво обврзани ова да го прифатат, доколку на вистина не се наклонети кон неверувањето. Според тоа не треба да има никакви тешкотии во разбирањето на оваа вистина, бидејќи е очигледно дека ова е време за конечна битка помеѓу светлината и мракот. Мрачните сили ја впрегнуваат својата најголема сила и залудно е да се мисли дека тие сега можат да бидат совладени со било кои други средства освен со светлината, која се спушта од небото. Мракот потполно го исполнил светот и светлечката ламба на богобојазноста скоро е изгасната. Вообичаеното верување, традиционалното знаење и површните молитви не можат да ја вратат незината избледена светлина. Може ли слепиот да води слепец? Може ли мракот да растера мрак? Не. Ново минаре мора да биде изграден на земјата, кој ќе се издига над ниските живеалишта, така што небеската ламба може да се смести на него и целиот свет треба да биде осветлен со незината светлина. Како може светлината да достигне оддалечени места, доколку не е некаде високо? Што символизира минарето? Тој на светот представува чиста и одлучна душа, која му е дадена на оној совршен човек, која заслужува небеската светлина, и ова значење е тесно поврзано во самиот збор минаре. Возвишеноста на минаретот означува висока одлучност на таквиот човек, цврстината на минаретот означува смелост, која тој ја покажува во време на искушенија, и нејзината чиста белина ја представува неговата невиност, која на крајот мора да биде втемелена. И кога сето тоа се случило, тоест, кога неговата вистиност била потврдена со аргументи и неговата храброст, истрајност, стрпливост и цврстина станале очигледни како сјајниот минаре, периодот на неговото прво доаѓање, кој бил обележан со искушенија и несреки, завршил и сега дојде времето за него да се појави во слава. На оној кој наликува на минаретот се спушта духовност, која е овенчана со Божјата слава и со Божјо одобрување го наградува со божествени моки. Сето ова се случува при неговото второ доаѓање и ова всушност е начинот како треба да се појави ветениот Месија. Традициите кои превладуваат помеѓу муслиманите, кои кажуваат, например, за неговото слегување во близина на минарето, само се наменети за тоа да означат дека неговото доаѓање ќе биде величествено и дека со него ќе бидат две божествени моки. Неговото доаѓање ќе биде задржано до времето кое Бог го одредил за неговото доаѓање, но тоа не значи дека тој не бил физички присутен на земјата пред тоа. Исто така, Божја пракса е тој да користи физички илустрации, како би објаснил неколку духовни работи. Храмот, синагогата, во Бајтул Макадасу и Кјаба во Мека, например, служат како символи на Божјата манифестација. Во овој контекст, исламскиот шеријат говори за слегување на ветениот Месија на минарето или близу до него, во земја која лежи источно од Дамаск, онака како што на Адем му било дадено живеалиште на исток. Нема никакви штети ако минарето физички биде изграден пред неговото возвишено доаѓање. Всушност, во литературата на хадисите е спомнато дека минаретот ќе биде изграден пред доаѓањето на ветениот Месија и ќе служи како знак на неговото величествено доаѓање. Ветениот Месија требало да се појави во две фази. Првата нема да биде знаменита, туку пратена со секакви видови на тешкотии. Потоа ќе следува период на слава, пред кој мора да биде изграден минарето, за да се исполни хадисот кој вели дека физички минарето ќе биде одраз на духовното.
Светот нема да го препознае пред неговото величествено доаѓање, бидејќи тој нема да биде од светлина, ниту светот ќе го сака, бидејќи светот не го сака Бога, од кој тој ќе дојде. Мора да се соочи со искушенија и прогонување, и клетвите мора да бидат фрлени над него. Навистина, исламските претскажувања говорат дека ветениот Месија на почетокот нема да биде прифатен и некои луѓе ќе прават сплетки против него. Тие неправедно ќе го напаѓаат мислејки дека постапуваат побожно, а други ќе го мачат и ќе сметаат дека нивните постапки го задоволуваат Бога. Според тоа, тој ќе биде изложен на секакви видови на искушенија до времето на своето величествено доаѓање, кое од Бога било предодредено. Луѓето со отворени срца тогаш ќе размислат кој вид на лажливец е тоа кој не може да се покори. Божиот мелек ќе се симне во нивните срца и ќе ги опомени. Зарем е неопходно сите претскажувања кои се наоѓаат во вашите преданија да мораат да бидат исполнети и дали тоа ве задржува од прифаќањето на ветениот Месија? Зарем не е можно овие претскажувања да биле подложни на грешки или погрешно протолкувани? И зарем не е дозволено некои од нив да се разберат метафорички? Зарем евреите не биле лишени од верата и благосостојбата, затоа што залудно очекувале исполнување на сите претскажувања според нивното собствено разбирање? Имајки во предвид дека тоа е исти Бог и дека неговите патишта се исти, зарем не е можно и вие да сте искушувани на ист начин? Нивните срца на крајот ќе се приклонат кон вистината, баш како во времињата на минатите пратеници. Би било погрешно да се прогласи дека во ова доба ќе се водат физички војни со цел за ширење на верата и побожноста, наместо да ја открива убавината и одличноста на вистината. Сабјата ги сокрива и обвиткува со нејаснотии. Оние кои веруваат во ова се непријатели, а не пријатели на исламот. Тие се сурови и им недостасуваат морални доблести. Нивните срца се скриени во несигурност. Тие се лаковерни и незналици и на противниците на исламот им овозможуваат прилика да приговараат како напредокот на исламот зависи од сабјата. Ваквото верување му штети на исламот. Ниедна религија не и прибегнува на силата кога е во состојба својата вистина да ја втемели преку разни аргументи, неспорни сведочења и небески знаци. Од друга страна, никакви понатамошни аргументи не се потребни за да би се искривила религијата која не ги поседува овие одлики и се прифати за сабјата за да би ги надокнадила своите собствени слабости. Како последица таквата религија бидува убиена од својата собствена сабја. Критичарите грешат кога приговараат зошто джихадот, ако се смета за недозволен во оваа доба, би бил практикуван во раните денови на исламот. Овие луѓе изгледа не знаат дека исламот не допушта употреба на сила за ширење на религијата под било кои услови. Честниот Куран категорички вели: нема присила во верата. Сабјата е подигана од страна на раните муслимани, затоа што варварите од Арабија, кои изгубиле секакво чувство за морал и човечка вредност, станале заколнати непријатели на исламот, кога преку јасни докази им било покажувано Божјото единство и вистината за исламот, а во нивните умови им било втиснато дека идолопоклонството е погрешно и против достоинството на човекот, тие не биле во состојба да им возвратат на овие аргументи. Оние меѓу нив кои биле свесни се приклониле кон исламот, што довело до поделба на браќата и синовите од нивните татковци. Во тоа време идолопоклониците остро ги казнувале оние кои станале муслимани за да ја сочуваат лажната религија и ги одвраќале луѓето од исламот. Такви прекршоци правеле поглавиците од Мека. Абу Джехел бил еден од нив. कि सब फानी है पर वो गैर फानी।
Денес го завршивме вториот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот. Еселаму алейкум.